Жестока и робусна како никогаш досега е контролата на цените на производите, вели премиерот Мицкоски во денешната посета од Свети Николе. Оттаму тој упати апел до трговците да стават прст на чело и да размислат, и наместо да нарачуваат платени пресконференции кај опозицијата, да се свртат кон себе и да служат на граѓаните, бидејќи како што и тој вели, тие се нивните потрошувачи. Тој рече дека процесот е динамичен, со што очекува намалување на трошоците во март споредбено со февруари. Се бориме. Процесот е динамичен, флуиден. Можам да кажам дека очекувам намалување на трошоците веќе во март месец споредено со февруари. Жестока е на контролата, како никогаш до сега, епски жестока, робусна, и очекувам да дел од трговците наместо да нарачуваат платени пресконференции кај опозицијата, да се завртат кон самите себе и да им служат на граѓаните, бидејќи тие постојат за граѓаните и граѓаните се нивните потрошувачи. Наместо да се подметнува текстови кај опозицијата кој што таа ги чита на пресконференции, Мицкоски до трговците упати апел за намалување на цените и да служат во интересот на граѓаните. И наместо да подметнуваат текстови кај опозицијата која што таа ги чита на пресконференции, да стават прст на чело и да не се служат со трикови, туку да работат во интересот на граѓаните. Инаку, поради непочитувањето на маржите, според последните информации на Државниот пазарен инспекторат, се затворени вкупно 8 правни субјекти. Вкупно тие ќе имаат 15 дена клуч наврата и казни поради непочитувањето на мерката за ограничувањето на маржите. Од вкупно 8, 3 се маркети, една аптека и 4 најголеми увозници на овошјето и зеленчукот во државава.